јавност. Намерно се явив последен, заради тоа што сакав да ги искористам моите 10 минути, бидејќи претпоставав кои ќе бидат аргументите и сакав јавноста да добие целосна слика. Покрај тоа што ќе искористам неколку бројки кои што се јавен податок, сакам да искоментирам неколку работи. Прво, од последното прашање, што е сменето? Многу е сменето. Прво, заради тоа што не е како до сега. А второ, сменети се тие кои што 7 години владеа и добија 150.000 гласови, со политичка коалиција која што доби над 430.000 гласови, за да го смени тоа што не беше присутно како до тогаш. Зошто ВМРО ДПМН тогаш критикуваше на начин на кој што критикуваше? Бидејќи луѓето кои што ги управува институциите, а и владата тогашна, сите овие средства кои што на ваков начин ги повлекуваше, завршува можеби на сомнителни места и повеќе од јасно е дека корупцијата која што владееше во тогашната влада заврши со бројот на гласови со кој што го кажав. Да, јас тогаш бев член на Комисијата за финансирање и буџет и да, точно, заедно со колегата Пренџов, со колешката Стојановски, уште со неколкумина, жестоко се спротивставувавме на ваквите заеми, бидејќи тогаш државата се задолжуваше и никој од тоа не виде ништо, односно тие пари се крадеа. Понатака многу е суштински интересен оној можност, лупингот кој што го правите, сакајќи да наметнете на јавна тема за некаков зголемен јавен долг. И ако нешто секогаш ме негативно фасцинирало од СДСМ и не сум можел да го разберам како политичко делување во една нормална политичка размена на тези, е како може толку аматерски да се лаже кога ќе се биде на власт и исто така да се продолжи кога ќе бидете опозиција. Ако ние направиме споредба, повторно ќе зборуваме фактографски, за тоа колку СДСМ се задолжи за 7 години, тоа е отприлика 100% од колку што претходно се задолжија сите влади на Република Македонија. И ако видите што е направено за тие 7 години, односно ништо, и за тоа колку се задолжува новава влада, ајде да одиме повторно фактографски. Ова е трет заем за овие 14 месеци со кој што собранието гарантира за задолжувањето на државата. Што значи? Земавме претходно 2 и ово е трет. Вториот заем кој што го земавме, ви кажав и на комисијата, беше за да ве раздолжиме вас. Евроврзница од пола милиарда која што вие ја земавте кога бевте на власт. Првиот заем од 500 милиони евра беше за финансирање на 1200 проекти. Вчера на комисијата се кажа една кованица која што јас никако не можам да ја прифатам и тоа ми е обид за глумење на некаква жртва. Гордите општини ли ќе се финансираат со овие заеми. И јас, бидејќи сакам да разговарам и да дебатирам со аргументи, направив една анализа и понатаму ќе ви соопштам кои општини ќе се финансираат со ваквите средства. За должничката криза која што не постои, доволно е да се каже дека за прв пат по кој знае колку години оваа влада и го намали јавниот долг и тоа е јавно достапен податок. Тоа е факт. А за она кое што нема да се случи и за кое што не знам кого се обидувате да разубедите дека 6 милиарди, 7 милиарди, заедно со Левица ќе си го видите резултатот на локалните избори, бидејќи и вчера ве предупредив во дискусијата на комисијата, сето тоа кое што ќе го зборуваме и денеска и на наредната пленарна седница, за 60-65 дена од сега, ќе треба да го тестирате кога ќе се вратите повторно во собранието и ќе почнеме да зборуваме со нов контекст, односно после резултатот од локалните избори. Сега вака. Со оглед дека зборуваме за образование, дека зборуваме за инвестиции во образованието, сметам дека е доволна потребата да кажеме што тоа во изминатите 14 месеци, се извинувам, се случува во образованието. За 14 месеци ние имаме 67 милиони евра инвестиции во образовна инфраструктура. Тоа иде од прилика вака. 32 милиони евра се вложуваат за изградба на 7 нови училишта. Комплетно нови 7 училишта. За реконструкција на 20 училишта, за реконструкција на 20 спортски сали и за изградба на 4 комплетно нови спортски сали. 32 милиони евра. Ајде сега да отидеме на вашата омилена тема. Унгарскиот кредит, нели тој беше спорен, не бил транспарентен и така натаму. Вака. 35 милиони евра се издвоени за намена инвестиции во инфраструктура од образование и 47 проекти се финансираат од овие 35 милиони евра. Заради тоа што некој спомна тука горди општини, ајде да направиме една анализа.
За мене сите општини се горди, за мене сите училишта се горди, помеѓу другото, општините кои што ќе финансираат проекти од областта на образованието се следниве: Чаир, Тетово, Гостивар, Врапчиште, Валандово, Демир Капија, Ѓорче Петров, Аеродром, Штип, Велес и уште 40-тина, односно уште 30-тина други општини. Значи зборуваме за циклус од 67 милиони евра. Ајде да зборуваме за други инвестиции во образованието кои што се направија за овие 14 месеци. Пред неколку дена видов дел од колегите кои што членуваат од клубот за млади пратеници, заедно со премиерот и министерката за образование беа на увид на реконструкција на студентски дом. Ке се реконструираат 9 студентски домови во 3 фази. Секоја фаза треба да чини отприлика 17 милиони евра. Сега се обезбедени 30 милиони евра и замислете, добивме грант од 5,5 милиони евра за реконструкција на овие студентски домови. Дали знаете кога последен пат бил реконструиран студентски дом? Еве го, ја го гледам колегата Јован, 2015-16 година, меѓу другото и дел од неговата иницијатива. Дали знаете кога последен пат беше направено училиште во Независна Република Македонија или во било каква форма на постоењето на нашата држава, во комунистичка Југославија, додека ВМРО ДПМН беше на власт 2006 до 2016 година, и едно училиште кое што народот го памти, кое што СДСМ го изградил во 35 години постоење, тоа е Киро Глигоров во центар. Шајка нема закован. За сала да не зборам понатаму. Но ајде ќе одиме сега, зборуваме за студентски домови. Јас се сеќавам, повторно ќе го споменам со негова дозвола колегата Јаулевски. Пред отприлика 2 години така беше нешто, со неколкумина студентски лидери кои што сега ви се на второ место на пратеничка листа, членови на извршен одбор, браќа на градоначалници и сети некакви граѓански активисти во кое следени такви нети организации. Имавме еден состанок во Уставна сала и прв пат тогаш видовме студенти кои што ништо не сакаат, додека не дојде Димитар Ковачевски. И замислете таму што се случува, доаѓа тогашниот министер Јетон Шакири и дали знаете за што зборувавме? За реконструкција на санитарни чворови во студентските домови. Замислете, вика, сега ќе направиме акционен план и правиме акционен план кога ќе се реконструираат тоалети во студентски дом. Дали знаете на тие повторни средби што имаше, министерот не се појави, нула реализација. Сега 9 студентски дома со 30 милиони евра обезбедени средства. Ако не верувате, отидете на Facebook профилите кај колегите, имаат симпатични слики во градежен аутфит, директно на лице место. Ајде да одиме понатака за 14 месеци. 35 милиони евра за мајка Тереза. Мислам дека е сосема доволно тоа да се спомене. Мислам дека зградите на Финки и ФФК кои што ќе се завршат 7 години споменик на ружното владење на СДСМ, тогаш ни викаа ружна ви е владата, ружни ви се зградите, но видовме сега дека можело и од ружното поружно, па останаа така, остана да се издвојат 2 милиарди денари и тие згради да се завршат. Понатаму се сеќавам дека за прв пат од кога е воведен студентскиот оброк, беа прашани студентите, како што тие кажаа така беше проширен опфатот, им кажавме дали сакате повеќе пари или проширен опфат, сакаме проширен опфат, еве го законот, тоа беше изгласано. Понатаму, замислете, зборувавме, вчера премиерот или завчера убаво кажа, од компјутер за секој дете, до тоа да нема учебник на 1 септември. Замислете за што зборуваме, вчера Венко Филипче, не Бојан Стојановски, не било кој, не Никола Мицевски, Венко Филипче вели, тоа што е добро, треба да се пофали, за прв пат има учебник за секој дете, испечатено и така натаму. Има ваучер од 250 евра за секој студент. 55.000 студенти во државата ќе земаат ваучер од 250 евра. И оно кое што исто така важно, кое што треба да се нотира, дека веќе зборуваме за имплементирање на вештачка интелигенција во образованието и се тоа за 14 месеци. Е токму затоа во минатиот мандат моите колеги пратеници на ваквиот заем кажуваат дека ќе се испокраде, дека ќе се крадат преку консултатски услуги, а сега зборуваме за нови 15 милиони евра кои што имаат план, кои што имаат програма и ќе влезат во инвестицискиот циклус кој што ќе треба да го крене македонското образование на едно повисоко ниво. За платите, за колективниот договор, за тоа какви услови имаат професорите во некоја друга прилика, но мислам дека оваа тема не ви е баш добра за да можете вие да дебатирате за образование, економија или финансии, а особено задолжување во никаков облик кој што е воопшто нормален. Благодарам.